Летен самрак, напиша славната дизајнерка на последната фотографија на која има мазна кожа, потенки усни и делува многу помладо од нејзините 70 години, откако со децении си го уништуваше лицето со естетски корекции. Познатата италијанска дизајнерка Донателла Версаче повторно го привлече вниманието на јавноста со својот изглед. Таа изгледа непрепознатливо, но овој пат коментарите се позитивни, бидејќи Донателла делува многу помладо од својата возраст и вистински блеска на последната фотографија што ја објави на Инстаграм. Низ годините славната дизајнерка пропаѓаше, а многумина го припишуваат тоа на огромниот број естетски корекции и козметички процедури. Но таа јавно призна само дека користи ботокс. На најновата фотографија нејзините усни се многу потенки, образите не и се отечени, а линијата на велицата под ушите е поостра и во форма на коцка. Донателла носи елегантен фустан со светки и има минимална шминка. Во минатото, таа најчесто имаше изразена црна сенка која ги криеше нејзините очи и сјај или впечатлив кармин на усните. Својот нов изглед Донателла почна да го најавува уште во првата половина на годината, кога на забавата на Vanity Fair по доделувањето на Оскарите се појави во златен фустан и дискретна шминка. Пејачката на социјалните мрежи објави ретки фотографии и приказни за своите предци, меѓу кои имало и аристократи и херои. Фотографии и сведоштва кои ретко ги знаел, Јелена Карлеуша ги сподели со јавноста преку социјалните мрежи. Пејачката за прв пат откри делови од својата семејна историја, покажувајќи дека од страна на татко и потекнува од Врање и Лика, а по мајчина линија нејзините корени водат до Словенија и Австрија. Меѓу објавените фотографии се најдоа и оние на нејзиниот татко, поранешниот началник на управата за борба против организиран криминал Драган Карлеуша. Со гордост Јелена откри дека по мајчина линија имала прабаба со благородничко потекло Марија фон Дајц, австријска грофица по која и денес улица во Грац го носи нејзиното име. Моја прабаба по мајка беше со сина крв, голем добротвор која за жал заврши во политичко прогонство и сиромаштија, напиша пејачката, додавајќи дека оваа приказна е дел од наследството на кое се гордее. Но нејзините корени кријат и болни трагедии. Дедото по мајка Јури Томажич бил воен пилот кој загинал на само 33 години за време на задача. Несреќата била уште поголема, бидејќи само 2 часа подоцна животот го загубил и неговиот брат, исто така пилот. Сузана Спасовска, нашата фолк кралица, која од 80-тите години ја негува македонската песна, на 24 август наполни 61 година, а го прослави и својот именден. Сузана позната е по својот специфичен моден стил, за кој вели дека од секогаш храбро експериментирала, но и по младишкиот изглед. Таа сега на 61 година изгледа како за неа времето како да застанало. На својот Facebook профил објави роденденски фотографии како дува свекички и напиша: "Си велам, а да си ги сменеа местата овие две бројки, 16 наместо 61. Ама не, сепак вака си е најдобро." Единицата малку изгоре, па залечи и на седмица, но има време до 7, а тортата ќе ја пробам на 28 август. Драги пријатели, секоја роденденска и именденска честитка ми беше како светлина што го разубави мојот ден. Се чувствувам благословена што толку многу луѓе со топли зборови ми го израдуваа срцето и ми ја покажаа љубовта околу мене. Ви благодарам. Слава ти Боже. На 64-тото издание на Струшките вечери на поезијата, кое започна на 21 август, учествуваа 70 поети од Франција, Турција, Кина, Шпанија, Ирска, од нашата земја и регионот, а фокусот на годишната манифестација беше глаголицата. Со врачување на највисоките фестивалски признанија Златен венец, Браќа Миладиновци и Мостови на струга и меѓународното поетско читање Мостови,
Синоќа на мостот на поезијата во Струга заврши 64-тото издание на Струшките вечери на поезијата. Наградата Златен венец на словачкиот поет Иван Штрпка му ја врачи директорот Никола Кукунеш. Уметничкиот директор на фестивалот Мите Стефовски на полскиот поет Матеуш Шимчик пак му го врачи признанието Мостови на Струга, што УНЕСКО и Струшките вечери на поезијата го доделуваат за најдобар поет дебитант, а наградата Браќа Миладиновци за 2025 година за најдобра поетска книга на македонски јазик, издадена меѓу две изданија на фестивалот на Јулијана Величковска за збирката Рајсфер Шулс и ја врачи председателот на жири комисијата, поетот Санде Стојчевски. Инаку на 64-тото издание на Струшките вечери на поезијата, која започна на 21 август, учествуваа 70 поети од сите меридијани. Фокусот на годишната манифестација беше глаголицата, а фестивалот почна со традиционалното садење дрвце во паркот на поезијата во Струга во чест лауреатот со палење на фестивалскиот оган во домот на поезијата и меѓународното поетско читање Меридијани.